Се спојуваат детските градинки Астибо и Вера Циривири Трена во Штип. Промената на правниот статус веќе има и правна основа, бидејќи затоа денес зелено светло дадоа и мнозинството советници во Советот на општина Штип. Со оваа одлука остануваат истите клонови, практично дечињата, родителите не се засегнати, туку се прави спојување административно од две правни лица во едно правно лице. Што ќе значи тоа? Наместо два управни одбора, наместо два директора, наместо двајца сметководители, наместо две кујни имаме една кујна, еден директор, еден управен одбор, еден сметководител, еден благајник со цел намалување на трошоците. Новата статусна промена нема да ги засегне ниту децата, ниту родителите, ниту пак вработените, потенцира Јорданов. Не се засегнати дечињата, ниту родителите, туку само административно спојување на две правни лица во едно правно лице со цел намалување на трошоците. Овде исто така сакам да потенцирам дека не се засегнати ниту вработените. Никој од вработените нема да остане без работа, туку стратегијата на среден рок е како ќе се пензионираат веќе постоечките вработени, внатрешно да се реорганизираат и да нема внесување на нови вработени на веќе испразнетите или на во иднина испразнетите работни места. Со тоа ќе се намалат трошоците кои ги имаме во рамки на згрижувачкиот процес, детските градинки, ќе се зголеми продуктивноста и оптимизацијата. Ова го правиме со цел поголема продуктивност, намалени трошоци и одговорно, рационално работење на локалната самоуправа. За советниците од опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија, на правната трансформација гледаат на следниот начин. Неодамна јавноста имаше можност да слушне за скандалот со сомнителните јавни набавки и трошење на парите на граѓаните за потребите на ДПМН во детската градинка Астибо. Иван Јорданов тогаш влезе во улога на истражен орган, апелирајќи до институциите да се истражат наводните финансиски нерегуларности, а очигледно денес со оваа одлука сака тие нерегуларности да ги зацкрие.